Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Пладневи вести, добар ден. Денеска се навршуваат 25 години од загинувањето на 8 на припадници на резервниот состав на армијата кај местоста Љуботенски Бачила. На 10 август 2001 година со воено товарно возило на патот кон местноста Љуботенски Бачила при активирање на мина животот го загубија 8 припадници на резервниот состав на армијата: Томе Бадаровски, Гоце Чанкуловски, Бранко Јанев, Томислав Настевски, Маријанчо Бошковски, Ивица Златевски, Томе Димовски и Раде Јанковски. На овој ден се одава почит и на Ацо Ангеловски, кој во 2000 година загина во Арачиново при вооружен напад врз полициска патрола. Делегацијата на Генералштабот на армијата и Министерството за одбрана, предводена од началникот на Генералштабот генерал мајор Сашко Лавчиски, денеска положи цвеќе во спомен 8 на припадници на резервниот состав на армијата кој загина во 2001 година кај местноста Љуботенски Бачила. Инаку, како што соопшти од Генералштабот на армијата, во рамки на честувањето делегацијата ќе положи цвеќе и на повеќе спомен обележја посветени на загинатите бранители. Со активности ќе биде одбележан и споменот на припадниците на резервниот состав на армијата кои ги загубија животите во конфликтот 2001 година. Денес одбележуваме 25 години од трагичниот настан кај Љуботенски Бачила, ден кога Македонија се сеќава на 8 македонски бранители кои ги положија животите за мирот и безбедноста на својата татковина. На 10 август 2001 година, при активирање на мина на патот кон Љуботенски Бачила, животот го загубија припадниците на резервниот состав. Инаку денес со длабока почит се поклонуваме пред нивната жртва и пред нивните семејства кои 25 години ја носат болката од загубата на своите најмили, напиша премиерот. Жртвата на бранителите не е само дел од минатото, таа е трајно потсетување дека мирот, слободата и безбедноста имаат своја цена. Наш долг е да го негуваме споменот, да ја почитуваме нивната храброст и да пренесеме нивната приказна на идните генерации. Вечна им слава на бранителите, порача премиерот Мицковски. Специјалниот музичко-сценски спектакл "Силно светнал ден" по повод 35 години од независноста, првата изvedба ја имаше синоќа во Охрид на стадионот Билјанин Извори. Во наредниот период караванот ќе посети 11 градови низ Македонија, но сеќи празничната атмосфера поблиску до сите граѓани. Во вторник настанот е во Битола, во среда во Велес. На 15 август во градскиот парк во Струмица со почеток во 20 часот ќе одржат концерт три легендарни македонски бендови: Меморија, Мизар и Синтезис. Легендите на електронската музика Пол Ван Дайк и Пол Окенфолд ќе настапат заедно на 16 август, исто така во градскиот парк во Струмица во рамки на одбележувањето на 35 години од независноста на Македонија. На 1 септември е најавен настапот на славниот шпански тенор Хозе Карерас на плоштадот Македонија заедно со македонските звезди, меѓу кои ќе настапат Владко Стефановски, Каролина Гочева, Калиопи, Сузана Спасовска, Наум Петревски, Игор и Ана Дурловски. Целиот концерт ќе го придружува оркестарот и филхармонијата. Кулминацијата ќе биде со перформансот на 4 септември на плоштадот Македонија во Скопје, на кој ќе настапат повеќе од 120 уметници, а музичкиот дел од одбележувањето завршува на 8 септември со настапот на Дейвид Гета на Националната арена Тодор Проевски во Скопје. Ни требаше време да се навикнеме дека имаме наши пари. Република Македонија воведува собствена парична единица што ќе го носи името денар. Денари. Кога си свој на своето, сакаш да покажеш колку вредиш. Сакаш да те дознае сиот свет. Чакерико! Оди репрезентацијата на Македонија. Еј, голот на Шакири од корна, не беше ни роден кога Македонија даде прв гол. Македонската репрезентација сега е во напад. Дарко Панчев центрира со лева. Секогаш набиваме со гордост, со невидена радост. На официјална државна прослава за 35 години од независноста, платена со огромни суми пари од граѓаните, власта на Мицковски го утна македонското знаме, се вели во соопштението на СДСМ. Срамно понижувачки милиони евра народни пари троши владата на Мицковски, а не успеа ниту македонското знаме да го направи како што треба.
Тендер патриотите го покажаа своето лице повторно. Го сгрешија македонското знаме. Тие знаат само за тендери, проценти, провизии, кога е државноста во прашање. Македонските национални символи тогаш појма немаат. За тендери и провизии од милионски бизниси тие се експерти. За македонско знаме аматери. Неспособни се македонското државно знаме да го направат како треба. Владата сега да излезе пред граѓаните и да каже која компанија била ангажирана, кој бил задолжен за сценографијата и визуелниот идентитет, колку пари се потрошени, кој ќе понесе одговорност за ваквото понижување на македонскиот државен символ. На СДС сега им смета и македонското знаме и уметничката инсталација, каде знамето од повеќе кракото сонце се претопува во македонското знаме со 8 краци, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Талогот на општеството од СДС, партија која што два пати го менуваше знамето, еднаш името, еднаш банкнотите, уставот, таа е последна која може да говори за понижување на државата. Партијата чии лидери ја бришат историјата за станови во Дубај, фирми во Бугарија, јахти во Грција, нема кредибилитет да говори за понижување. Партијата која го избриша Асном од уставот, која вели дека Македонија постои од 1944 година, која вели дека сме биле бугари пред тоа, е лицемерно да зборува за понижување. Настанот, силно светнал ден по повод 35 години независност, е поздравен од сите граѓани и обедени државата, а само Филипче и тие неколкумина околу него пробува да го оцрнат проектот. Нам тоа ни е јасно затоа што тие се политички глодари и лешинари кои не сакаат Македонија да оди напред. Години ќе ни треба да ја поправиме штетата што вие, талогот на општеството, со децении и ја правите на Македонија. Вкупно 26 пожари на отворен простор се регистрирани во изминативе 24 часа, од кои нема активни, а под контрола е еден пожар. Од 25 пожари се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Изгаснати и пожарот што избувна во саботата на градската депонија во Крива Паланка, информира командирот на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка Иле Коцевски. Според Коцевски, пожарот бил локализиран вчера во текот на претпладневните часови, додека на негово целосно гасење се работело до доцна синоќа. На целосно гасење на пожарот се работело повеќе од 30 часа, а тоа што остана збор за комунален отпад создало проблеми до доцна во ноќта и пожарот целосно бил изгаснат околу 22 часот и 30 минути. Во текот на денот, денеска, се очекува да бидат донесени 50 на камиони земја од страна на економски оператори од районот на Крива Паланка за да се изврши натрупување на потребните делови на самата депонија, изјави Коцевски. Екипите на јавното претпријатие Комуналец Крива Паланка постојано се на терен и дежурат на локацијата на депонијата. Во судар на 4 автомобили и 1 камион на магистралата во близина на каменоломите повредени се 4 лица, од кои 3 деца, информираат од СВР Тетово дека во моментот трае увид и се утврдуваат околностите. Повредените били упатени кон гостиварската болница на пружање медицинска помош. Поради сообраќајната несреќа на патниот правец кон стража има отежнато одвивање на сообраќајот и се создава долги колони во двата правца. Во тек е увидот, а движењето на возилата кон Кичево и кон Гостивар се врши наизменично по една коловозна лента, што создава долги колони автомобили.